Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Па тоа е прашањето на денот. И прашањето од емисијата. Па да, што ќе готвиме денес? Ајде да видиме што имаме на располагање во фрижидерот. Што имаме тука убаво? О, кобасици. Топ. Кобасици на две начини имаме. Топ. Со што ќе оди ова? Мислам да ставиме и пиперки. Имаме убави пиперки овде. Што ќе го ставиме уште? Кромитче имаме овде, млад кромит, така две, обавезно комбинација. Топ. Ова и. Да му ставиме малку малиџано. Добро. Не заборев. Имаме малиџано и модр патлиџан. Вау, топ ке биде. Сосот сакам да направам ладна и со ладна сос ќе му ставиме малку од лабне. Имаме павлака, како павлака, тоа ми е многу добро. Го сакам тоа од сабајле, многу добро така на лепче со малку джем од кајси. Топ. Кајси, тука сум. Ајде, кобасиците, мамас, ова. Што ќе ни треба? Епа, кобасиците, една тава. Ова, исто, ќе го пропржиме, ми ги правиме на мала количина. Да го ставиме во едно мало тенџерче. Сосот ладно, окей, добри сме. Ајде, ќе можеме да почнеме. Да пуштаме сила, да се печат кобасиците. Кобасиците во тавата. Ајде. Андреја, секогаш можам да кажам оти ни за прави големо задоволство. Гледај какви убави кобасици. Фала ти, Андреја. Ова се стил како мароканските кобасици. Ја многу ги сакам овие. Овие се викат по француски, не знам по македонски се викат кобасицо. Не знам како да кажам. По француски се мергес, Марок, мергес. Многу добро. Овие се кобасици со овие имат лук, имат прас. Кобасици топ, врв. Исто е овие ги ставиме во тавата. Најако, што се прави со кобасици за да не ви пукат? Сигурен сум оти тоа го правите и дома, ама јас секогаш ги боцкам кобасиците, му правам неколку дупки така внатре, за кога се печат, не пукат, остануваат такви. И ќе ги превртиме и ќе ги ставиме во рерна. Може така? Ајде да пуштиме печката, ќе употребиме? Може. Можда, може не, ама ќе видиме, ајде. Да имаме печката на располагање. Ова се печи. Одиме со зеленчукот. Зеленчукот, да биде малку пропржен како гарнир. Идејата така ми дојде, супер. Ова тука, заедно. Лабне, мамас. Ова тука. Ајде, одиме со зеленчукот. Зеленчукот да се мие. Малку под вода. Вуаля. Чисто. Све чисто. Вуаля. Топ. Многу ми се допаѓаат вакви рецепти, пак ќе кажам. Топло надвор, топло внатре, што треба да се јади, нешто лесно. Кобасици се сеска, се јади, многу лесно, едноставно. Млад кромит, го сецкаме на мали крупчиња, ова ќе оди во тенџерчето. Топ, како почеток, малку зетин и одиме. Ова почнува да се печи. Ова ќе го држиме како гарнир на крај. Пиперката, хоп. Вадиме семките. Вуаля, едно. Второ. Супер. Извадено и имаме модр патлиџан. Модр патлиџан и он многу брзо го преме. Да пазиме овде. Кобасиците почнуваат
Ого, па тя боја, а? Вуаля. Ајде. Супер. Одлични се. Ете така, мене ми се допаѓат. Боја од една страна, боја од другата страна, ќе можеме да го намалиме или да го ставиме во рерна. Мене многу лесно ми е да работам со рерна. Тава, како кажувам, со рачна железна, си работите или на шпорет, или во рерна. Најлесно, зависи колку ви треба место за да готвите. Намалиме малку, оти се прави дим во кујната, овде, ова. Како убаво изгледа, му фали модриот патлиџан. Мислам оти со пола ќе ни биде доволно. Вака. Оп. Коцки, сецкани. Па. Валя. Топ, замешаме. Ќе треба да му додаваме малку од зејтин, од модриот патлиџан упива многу од зејтинот кој го има, дали во тенџере, дали во тава, тоа е нешто што му бара течност. Јас ќе го ставам кобасиците во рерна. Мислам оти ќе биде полесно и нема да ми смета. Каква тишина сега во кујната, кобасиците во рерна. Топ, ова се прави. Овде намаливаме малку. Така. Гарнир, модер патлиџан. Кромит. Фали нешто. Што фали? Лукче, обавезно. Лукче. Додаваме малку повеќе лукче. И ќе му додаваме малку овде што имаме оригано. Многу убав оригано имаме во Македонија, ама мислам оти ориганото ни доаѓа од Грција. Грција, мислам, они најповеќе го употребуваат ориганото. Навистина има посебен мирис, посебен шмек. Многу го сакам. Тоа е типично медитеранско зачин. Многу одговарам на нашата македонска кујна. Вуаля. Преубаво. Сега ќе му ставиме малку и пиперки. Вака, мали коцки. Многу лесни за да се пржат. Не треба да бидат премногу испржени, да бидат уште малку така крцкави под завод. Многу убаво. Како стил да кажеме како тестенините, да бидат малку ал денте. Да се дава малку текстура. Така. Можеме, ставам и втората, ќе оди тука како гарнир. Вуаля. Хоп. Топ. Полека, гледайте како брзо работиме, пак ќе кажам, принципот од емисијата е многу едноставно. Што имате во фрижидерот, тоа ќе го готвите денес. И за кој? За вашата шери. Ете така. Валя. Сецкаме, коцки. Така. Топ. Хоп. Валя. Окей. Лажицата. Слушајте. Многу добро. Браво. Ова. Овде му додадовме малку лук, му додадовме малку оригано, мора да му додаваме малку сол и малку бибер. Вау. Ајде, сол. Мислам оти треба малку повеќе сол. Бибер. Микс од бибер. Вака. Топ. Ама зборев од медитеранско. Знам оти во овие микс од зачини имаме, медитерански зачини. Тоа ми беше Целото медитеранското море, дел од државите што се околу Медитерана, го имате во ова. Како убаво мириса.
ne možem da kažem sve što ima vnatre, ama je preubava mešavina. Top. Ova se provržava. Ovo kobasicite, treba da pazime. Je. Poleka, sme pri kraju. Ovaj garnir isto poleka je spremen. Odime сега da pravime jedan ljubav sos. Ja obožavam ovakvi sosovi što možemo da pravime pak su jednostavni produkti što ги imаме na raspolaganje u frižiderot. Малку да изчистам даската, да земам еден сад за да мешаме сосот и ќе бидиме полека спремни за да правиме сос. Имаме овде лабне е како еден вид на крем сир, кисела павлака, навистина што е премногу убаво, премногу лесен за работење. Вуаля. Една лажица од лабне. Малиџано, мамас, сите го познаваме. Рецепта од мама Елена. Мама Елена ја направи таа рецепт. Многу сакам од на сите тегли од мамас, го имате името од човекот, од жената или од тој што ја направи рецептата, што ја измисли, рецептата што е во теглата. Треба да пазам овде, да не ми изгори, ама ова е супер. Да се намали уште малку, е така. Опа. Уште една лажица. Една лажица лабне. Мислам да ставиме 2 лажици малиџано. Топ. Маслиново масло. За да се направи малку по-течно, да му додаваме малку сол. Така. Ќе му ставиме, да одиме со малку вкусови. Се знае во турската кујна многу се употребува копар. Ајде ќе му ставиме малку ние копар. Оти се знае Македонија под 500 години отоманско влијање, да му дајме малку мирис од тој стил на кујна. Имаме исто малку Макдонос, осецкаме, мешаме. Ова ќе ни биде како гарнир за кобасиците топ. Врв. А ние полека се враќаме после рекламите. Гледаме. Шери, што ќе готвиме денес? Едва. Да. Сосот, овде како кажав, сме при крај. Малиџано, се знају што е направено од модр патлиџан. Чекајте, јас морам нешто да направам. Ема, ова е вистински кавијар. Си го носи името, на вистина. Малиџано е македонски кавијар. Уау. 3 пати ќе го кажам, од ти 3 пати на вистина е вистина. Ајде. Многу убаво. Вау, изненаден сум јас сам себе од вкусот. Ајде, одиме за полека сервирање. Оти шери, ке ми дојде. Ајде. Идемо, така. Ова пред мене. Така. 2 долги тањери колбас. Ке видите како ќе биде презентација, ќе биде оригинал. Така, имаме сос, имаме зеленчук и имаме колбасиците. Колбасиците на тањерот. Ајде. Хоп. Вара. Вау. Си направиме малку сос истече од колбасиците. Врв. Ова ни е, навистина, нешто што многу ми се допаѓа. Така. Вала. Што ќе правиме? Прво, една Што ќе направам? Ќе земам 2 големи колбасици, ќе ги пресечиме
Да видиме како се внатре. Оти сигурен сум, оти не ми верувате, оти се печени. Ете така. Ете. Како е внатре? Врв. Ова е одлично. Првата колбасица. Е така. Втората колбасица. Уште пуна со течност внатре. Навистина, вау. Кој ќе каже оти ова е суво. Ич не е суво, ова е прекрасно. Е така. Три парчиња. Само да избришам даската. Продолжуваме со другите колбасици. Другите колбасици се, тоа вие што кажувам јас, мергес. Овие ќе ги ставиме, директно, навистина беше топла тавата. Е така. Над колбасиците, да личи малку на нешто. Така. Е така. Топ. Одиме со сосот. После, е така. Зеленчукот е преубаво направено. Денеска немаме ништо плюс од тоа, имаме убав сос, имаме зеленчук. Како го направим зеленчукот? Ова е млад кромит, пропржен, му ставивме пиперки и модр патлиџан. Му ставивме оригано, му ставивме малку од лукче, без лукче нема готвење, секогаш го кажувам, ни треба лукче секаде. Вала. Како убаво. И танирите ми дават малку инспирација. Навистина, ваква декорација може да го правите дома без проблем, не е нешто да кажеме комплицирано и убаво изгледа. Ете, сосото во средина. Ова е како сос, како гарнир, како све. Оти без сос за мене еден тањир не оди. Таму ставиме малку зелено, малку гарнир. Вака. Како убаво изгледа. Ама знаете што ми останува уште малку малиџано овде? Ја слушам не уште тука. А имам парче багет овде. Ке си направам една мала бускета. Вака на брзина. Уште побаво ако е во печка така, малку подпечена, ама. Додека мојата шери не е тука, да не вика по мене, уште јадиш. Па не, ти направи за јадење, јас ке си пробам. Многу зборам, ама со ова, не се збори више. И со ова се кажува, знаете што? Бон апетит. Добра храна мора да се најде и добро вино. А во Вино Маркет може да најдеме едни од најквалитетните вина на пазарот. Таму ќе најдете 200 различни видови вина од врвни македонски винарии. Вранец Император 2019 бови зрело црвено вино со комплексни ноти на зрели сливи, ванила, бибер и темен дат. Созреано во барик бурин, одлично се вклопува со стек, јагнешко или посилни сирења. Вино со став за оброци кои што сакаат авторитет во чашата. Посетете го Вино Маркет во центар и не ја пропуштете шансата да пробате нешто ново.
Шери, што ќе готвиме денес?